Од финансиските книжиња можеме да вадиме картици и прегледи. Прво да ги видиме картиците. Картица значи приказ на секое книжиње аналитички. Картиците се наоѓаат на овие три копченца. Конто плюс фирма, конто и фирма. Со самото доближување до копченцето ни дава приказ од кои параметри ќе зависи овој извештај. Значи од датумот, од фирмата и од контото. Ова само од фирма и од датумот и од контото. Ова не е од фирма и од конто. Што тоа значи? Ако кликнеме кај некоја, ако пронајдеме некоја фирма, само да дојдеме до некои реални книжиња. Еве, например, фирма Мербак. Со кликнување на во книжењата се позиционира програмот на фирма Мербак или фирмата Мербак можеме да ја бараме од овде, од Марбак, пардон, на ара Марбак. Можеме да ја бараме во зеленото поле. Откако ќе добиеме фирмата број 2, со кликнување на фирма за целиот период од 1.17 до 31.12.17 и се прикажуваат сите аналитички книжиња за таа фирма. Имаме меѓузбир по месец. Ако одиме на конто некоја, ајде да најдеме некој конто по големо. Обврска за ДДВ. Еве, имаме конто за први месец и ставките за втори месец. Ако сакаме, ако имаме некоја фирма која е и купувач и добавач, и можеме во исто време да бараме, односно да бараме само за фирма и за конто, за 2200 и за контото. Еве. Значи ова конто плюс фирма за конто 220, фирма 91, за целиот период ни дава приказ. Фирма 1 беше продавница, така. Ова фирма, број 1, има повеќе книжиња на повеќе конта. Значи има 6300, 66400, 6694, 70101. Со кликнување на F полака кон, ни ги дава кумулативите по сите конта за таа фирма. Овде е да знаеме, да имаме брз преглед кои конта не се книжени за таа фирма. Ако сакаме да ограничиме датумски, например само за први месец, во датумските полиња ограничуваме 31.1. Сега се што имаме книжиње, сите прегледи ќе ги дава во овој датумски ранг. Еве конто до 31.1. Ако сакаме синтетичко конто, или може да го најдеме синтетичкото конто, или за тоа аналитичко конто да ги видиме синтетиките. Ево го синтетичкото книжиње. Синтетичкото книжиње е кумулатив по налог. Значи за секој налог се прави кумулатив. Односно да го ослободиме датумското поле. Еве за 1200 кумулативи, еве кај ни се кумулативите за 120. Ова се картици. Од левата страна се прегледи. Аналитички преглед. Ова се кумулативи по сите аналитики. Дали не се слободно? Да. И ако е се добро книжено, ова треба да биде на крајот 0. Овде имаме и девизен дел. Значи, бидејќи ова книжење ми е комбинирано со девизен дел, прегледот, ако има девизи,
се прикажуват дополнително 4 колони за девизниот дел. Ако картицата или прегледот нема девизи во тој период, не ни се прикажуват делот за девизи. Ако сакаме да го прикажеме прегледот само денарски, кликнуваме овде денари и сега девизниот дел не го гледаме и не интересира во моментот. Ако одиме на крајот, треба да сме на нула, ако се добро книжено. Значи ова е кумулатив по аналитички конт. Не реков, пред малку имавме ограничување на датумот. 31.1. Ако сакаме побрзо да ја вратиме датата од 1.1 до 31.12, само кликнуваме на подвлеченото ова од и тој ги коригира датите на почеток. Ако сакаме преглед само за некој конт, например, за доноците, мора да ставиме ранг од не 1300 до 1300, туку од 13 до 13999. Вака правиме ранг на датумите и сега за тромесечие 31.3. Кликнуваме аналитики и еве ДДВ 1300 и 1301. Само за тој период. Ако сакаме да го ослободиме рангот, само ќе кликнеме на од и прави од 0 до 9. Сега ни се сите конта на располагање. Можеме да вадиме за 1200 и 2200. Еве само да ги најдеме кај се. Еве 1200 као конто ни е навкупно. Овде ги немаме аналитички кумулативите по фирми. Преглед по фирми. За таква потреба треба да ставиме 1200 до 1200 и да кликнеме аналитика плюс фирми. Сега ќе ни даде контата 1200, ама разложено по фирми. Кумулативно. Значи ова се кумулатив за книжењата по фирми. Кумулатив по синтетики ми е ова. Значи, малку поскратен преглед во две страни за побрзо гледање на состојбите на синтетики. Следно е бруто биланс. Бруто билансот подразбира првиот налог дека е 00001 и го издвојува лево, као почетно салдо, текуните промени без првиот налог и крајната состојба е вкупно првиот налог плюс текуните промени. Еве на 0. Бруто биланс но зголемен по фирми. Значи 1200. Ние плюс разложен по фирми. Почетна состојба, текуни промени, крајна состојба. И имаме бруто биланс на синтетики. Значи сите овие прегледи се корисни во одредени моменти. Овде имаме и може да селектираме група и да кликнеме бруто биланс и ќе ни даде преглед само по групи, без поединечните книжиња, односно конта, и долу веднаш имаме кумулатив актива и пасива, како не се. За на крај година, добро е да ги имаме сите конта префрлени во PDF. Или ако сакаме да ги печатиме. За таа намера ќе треба да кликнеме ова КК и сега ако кликнеме конто, ќе ни ги даде печатени сите конта, сите аналитички книжиња као картици по конта. Еве, моментално 29 страни. И ова може да си го експортираме во PDF. Или да го печатиме на принтер, или да го експортираме во PDF и да си го имаме како архива. Со време се покаже една потреба да се прегледуваат картици или прегледи од мината година или претходни години, но без да се излегува од текуниот екран. Например, за оваа фирма во првиот налог имаме 58.534. Ако кликнеме картица, односно фирма, ќе видиме
картицата моментално за таа фирма. Но ако сакаме да видиме претходната година, овде горе имаме минати години, со еден клик ни се отвара тековната година и може да се движиме напред и назад. Одиме назад 2016. Ако кликнеме сега фирма, ни дава состојбата за 2016. И еве 58.534 денари кои се префрлени назад. Кои се префрлени во првиот налог. Уште назад ако сакаме, нема ништо со таа фирма. За таа година, за 16 година, и се вратиме 16 година, еве кумулативот за 16 година. Значи сите прегледи ги се пренасочуваат на цела година. Значи овде немаме датумски ограничување, туку важи прегледите за цела година. Ако сакаме да се ослободиме од врската со претходните години, само ќе кликнеме на стрелчето и се враќаме во тековната година. Или ако сакаме да ги затвориме овие стрелки лево десно што се, ќе кликнеме на годината и се враќаме во сегашноста.